Скопје одамна дише на шкрги, затоа што белите дробови на градот се пред колапс. Одамна е нападнат најголемиот извор на кислород, парк Шумата Водно, каде во моментов почнува нова битка. Ова се последните куќи на улицата Питугули. Веднаш над нив почнува стрмнина и шума. Пред неколку недели овдешната тишина ја нарушил невообичаен лаеш на кучињата. Излегов да проверам што се случува и видов двајца луѓе како мерат. Ги прашав за што мерат. Ми одговорија многу културно дека се работи за таа и таа парцела. Ни кажа дека планираат сега мерат за идејно решение. Општина Центар да објасни за што било мерењето на Водно. За конкретната парцела за која прашувате до општината пристигнати се барање за одобрување на идеен проект и барање за одобрување на урбанистички проекти, кои се уште се во процедура. Погледнато од сателит, со зелена боја означена куќата на семејството Таки. Над неа во моментов почнува шумата. Но според катастарот, на местото на шумата има повеќе парцели со различни намени. Веднаш над куќата на Таки е мал појас од површина во државна сопственост. Над неа пак има две приватни парцели. Со жолта боја е парцела од околу 1000 квадратни метри на еден од потенцијалните нови соседи, известен Богдан Георгиевски. Нас како прво не ни третираат како први соседи, бидејќи тука позади мене треба да поминува една улица која што во дупот ја има улицата, но фактичката ситуација и секој кога ќе дојде овдека и кога ќе го види теренот и кога ќе го види ова што се случува овде, останува со подкренати раменици заради тоа што тука под број 1 нема пат, под број 2 и да се прави тој пат, теренот е стрмен, треба да е скоро не е недостапно. Втор пат годинава овдешните жители алармираат за контроверзниот план за проширување на соседството. Во април, истражувачката репортерска лабораторија објави дека градоначалникот на Центар, Саша Богдановиќ, ја дал првата дозвола за градба во шумата за парцелата означена со црвена боја. Собственик на таа парцела е фирмата Маркеза Доел од Скопје, која според Ирала има деловни односи со фирмата BC Доел, инаку во собственост на поранешниот пратеник од редовите на ВМРО ДПМНЕ Ивица Георгиевски. Дента кога снимавме на Водно, и на таа парцела беше раздвижено. Здраво, ние сме 360 степени, емисијата ќе ни кажете за што сте Па тука? не би сакале да не снимате, ние си сме службено. А да, за тоа прашувам. Службено сме од град Скопје, барање има поднесено Маркеза за сечење на дрва во приватен имот. Сечење дрва. Да. Во текстот на Ирала е пренесена и изјава на архитектот Мирослав Грчев, дека е противзаконски да се издаде дозвола за градба, ако до неа нема пристапен пат, како со спорните парцели во случајот. Екс-градоначалникот Богдановиќ пак за 360 степени тврди дека сообраќајниот пристап може да се прави паралелно со градбата. А службениците на град Скопје кои ги затекнавме, не ги засега како издадена дозволата, кога веќе е издадена. Објаснија дека мора да постапуваат ако не е заштитено шумско подрачје и дека мора да дадат дозвола за сеча на шумата, отие на приватен имот. Слична судбина најверојатно ја чека и другата парцела за која одобрението за градба е во процедура. Дали новиот градоначалник на општина Центар, Горан Герасимовски, ќе ги следи стапките на својот претходник и ќе го одобри барањето за градење среде шума на Водно? Што е пресудно? Легалниот тек на барањата за градење или јавниот интерес? Кој ќе ја гарантира безбедноста? На овие прашања Герасимовски одби да говори пред нашата камера и побара да му се обратиме писмено. Одговори не стигнаа ниту по писмен пат. Ако се аминува градба и на втората локација за која алармираат водњанци, се отвара патот и до многу позвучните парцели во овој дел на Водно. Над парцелите и околу парцелите на Маркеза и на Георгиевски распослан е имотот на фирмите Ексико, Кара и Мант Интернационал. Ексико е фирма чие тајно сопствеништво завршува во Швајцарија. Кара е фирма во сопственост на семејството Камчеви, а Мант е на поранешниот кошаркар и пратеник на ВМРО ДПМНЕ Пеце Наумовски. Урбанизацијата на овој потек ја скрои ВМРО ДПМНЕ преку Советот на општина Центар со кворум обезбеден со преседавачот Мирослав Шиповиќ, кој целно беше притворен па пуштен на слобода. Општинската надлежност да се донесе детален урбанистички план е дел од поширок генерален урбанистички план на Скопје, кој одекна во некогашните опозицијски бомби. Груевски лично
прецизно договара со Енакиевски каде и колкава ќе биде парцелата на водно на име на фирмата од Белизе, каде што управител е неговиот кум, за кој што бара да се прошири нагоре, се интересира за највисоката точка, сака никој да нема над него, бара пат што води до оваа парцела, тргува со плацеви, близко до куќата на Тодоровиќ на водно, како му е важно и се да се среди до април и така натаму. Еве слушнете ги снимките за имотот на Груевски. Многу добра локација. А ти видел на лице место? Да, бев. На ВФ или на надоле? Кога одиш на улицата нагоре, значи вртиш лево на кева, па одозгорова од десна страна. Таму знаеш што може да се направи? Може, за да не се гледаат од тоа, да се дигне малку подпорен зид, едно 6 метри дигаш подпорен зид, и они од тоа гледаат од видот. Уствари така ќе дојде малку патот, ќе има тука малку насип. Како и да ќе мора да има насип. Да. Добро. А водно некогаш било гола планина. Систематски е пошумувана за главниот град да се заштити од поплави. Со најновата одлука да се прогласи за заштитено подрачје од 5-та категорија, уште повеќе е намален опфатот на заштитена површина. Слушаме за ерозии, слушаме за тоа како низ годините биле вештачки пошумувани сите овие ридови и како не е безбедно за гради тука. И сите овие работи ги слушаме и луѓето постојано доаѓаат и мерат и си го тераат своето. Уште колку желби ќе може да издржи водно?